Поштувани, добар ден и добро ни дојдовте во отворената програма Радио што се гледа. Денеска разговараме на една тема, а тоа се предизвиците на новото време, дигитализацијата и како со сето тоа се соочуваат родителите, чии што деца посетуваат градинки. Ова јас го кажав сублимирано, но повеќе ќе разговараме со магистар специјален едукатор Гордана Ивановска, вработена во детски градинки Наша иднина Прилеп. Предизвиците на новото време, современието кое што ни носи навистина многу проблеми, кои што некогаш се видливи, но некогаш за жал не ги гледаме, а сето тоа се рефлектира врз здравјето на најмладите. Јас ќе ви посакам добре дојде во нашето студио и се надевам дека овој разговор ќе побуди многу прашања и многу интерес кај родителите и нивните баби и дедовци, кои што ќе се подзапрашаат дали треба толку многу да се користат компјутерите, да се користат таблет компјутерите, а уште повеќе мобилните телефони. Благодарам на поканата. Навистина ми е чест и задоволство што сум денеска дел од вашата програма. Токму така, за жал, повеќето деца најголема играчка и најинтересна се таблетите, телефоните. На тој начин родителите си го купуваат мирот и едноставно не се свесни за штетата што може да направи телефонот во развојот на децата. Мора да напоменам тука дека децата во предучилишните установи, односно во овие години се во еден интензивен раст и развој, кога навистина будно треба да го следиме развојот на децата и да гледаме тековно дали забележуваме некакви отстапувања. Значи, тоа е период кога навистина интензивно треба да се движи, да се игра со децава, бидејќи нервните врски, односно синапсите во мозокот, токму на тој начин само се формират, токму само со движење. Држејќи го телефонот во рацете, навистина ништо не развиваме. Телефонот прави таква штета, односно прави една престимулација на мозокот, што децата буквално не функционираат нормално, бидејќи телефонот има еден интензитет на движења, интензитет на бои, нели, на тие игри, на тие цртани филмови што ги гледаме, и мозокот е престимулиран, така да средината околу децата е безлична во споредба со она што се случува на телефонот. Значи, затоа тие не реагираат, нели, кога ги викаме, затоа ништо друго не му е интересно, бидејќи не е доволно стимулативно за да може да ги задоволи неговите потреби. Значи, буквално за да го задоволи мозокот. Значи, сета она динамика што ја има на телефонот, го нема во опкружувањето, за жал. Значи, тие светлосни ефекти што ги има, и динамиката, како што рековте, зашто е потребна реакција дополнителна на мозокот, тоа е како еден вид на друг свет кој што не може да се прилагоди на реалниот. На реалниот, да, и затоа децата за жал уште од мала возраст се престимулирани со тие ефекти и сето она што се случува околу нив е безлично. Да. Вие долги години работите во детски градинки Наша иднина, и сега би сакала една споредба да направиме. Во времето кога почнавте да работите во детската градинка, како беше тогаш во однос на сите овие проблеми, ќе ни кажете пред колку години, и како е сега, и дали тоа како една појава толку рапидно напредува? Да, за жал, бројот на деца со развојни проблеми се повеќе се зголемува. Споредбено, значи, во 2008 кога почнав во детските градинки во Прилеп, можам да кажам дека имаше околу 7 дечиња во сите 4 објекти. За жал, бројката е сега многу поголема, 7 до 10 деца има во еден објект, значи во сите 6 објекти имаме околу 35 до 40 деца со развојни проблеми. Тоа е навистина страшна бројка. Да, меѓутоа, најчести проблеми, значи, се јавуваат токму овие недостатокот, односно нема развијан говор, нема социјализација, интеракција, дел од аутистичниот спектар, значи, на симптоми, понови диагнози, овие екранизам, значи, сето тоа што се поврзува со користењето на премногу користење на технологијата, за жал. Значи, се должи од овие проблеми што сега ги имаат децата, се должи на прекумерно користење на модерната технологија. Па да, прекумерно користење на модерната технологија и недостаток на движење и играње.
Значи сега се случува да имаме и други развојни проблеми, нели? Дали е тоа поврзано со интелектуалниот дефицит, дали поврзано со исхрана, со некој друг проблем. Меѓутоа, недостатокот на ова интеракција, на ова социјализација, на овој неправилно формиран говор, значи се должи токму на тоа, за жал. Видете, денешниве деца, јас често кажувам, не растат како што растевме ние, за жал. Да, тоа често го кажувам, бидејќи ние растевме надвор. Така, ние низ игра развивавме координација, развивавме рамнотежа, развивавме сетилни искуства, доживувавме. Денешниве деца со држењето на телефон ништо не развиваат. Значи нема движење, а штом нема движење, не може да се формира определен центар во мозокот. Затоа, значи, ни недостасува таа физичка компонента, односно ни недостасува времето на родителите поминато со деца. За жал. Тоа се согледува, значи, низ вашето искуство? Па да, сите трчаме во денешно време, може би условите се така, може би се трча повеќе за екзистенција, помалку време се обрнува на развојот на децата, меѓутоа мораме да го искористиме баш овој период кога е интензивен растот и развојот кај децата, значи овој период на 2, 3, 4 години, бидејќи сега ако се направи штета, подоцна потешко се коригира или се надополнува нештото. Да. Во однос на работата на градинките, воопшто сега зборувам како програма, независно дали е Прилеп или во останатите градови од државата, колку програмата за работа на децата во градинките се прилагодува на овие проблеми со кои што се соочуваат денеска децата? Дали таа програма за повеќе и почести физички активности се надополнува сега повеќе отколку порано? Видете, порано може би повеќе беше застапена она фронтална работа, нели, што ја практикуваат воспитувачи, наставници. Меѓутоа, составот на една група, без разлика дали е таа во градинка или на училиште, е толку различен, што навистина треба да се обрне внимание тие програми да бидат индивидуални. Кај нас зависи од проблемот детето што го има, зависи од колку може воспитувачот да му пристапи. Значи, се внимава на програмата, да речам, меѓутоа, јас кажувам, ние како општество не сме подготвени за да го спроведиме ова инклузија што сега се воведува. За жал. Значи, ние немаме ниту материјални, ниту кадровски, ниту правни можности за да одговориме на потребите на децата, без разлика дали станува за деца со развојни проблеми или пак за талентирани деца. Јасно. Се докажа тоа и во двата наврат. Да, значи немаме обука на персонал, немаме дидактика, немаме кадар. Значи работата сега се сведе на еве ви ги децата и ајде да работиме инклузија, да правиме инклузија. Меѓутоа, за жал, последиците од тоа веќе се гледат. Рековте дека најчести проблеми се аутизмот и спомнавте еден поим екранизација. Што значи тоа и која е разликата, бидејќи еве јас не сум стручњак од таа област, но сепак не ми е јасен поимот? Тоа како поим сега во последно време го слушаме, меѓутоа тоа се случува кај деца што се исто премногу изложени на овие, значи, телефони и таблети, и кај нив има отсуство од навремено развивање на говорот, отсуство од интеракција, отсуство од социјализација со врсниците. Значи, за разлика од споредбено, например, доколку веќе постои, нели, како диагноза аутизмот, значи тука веќе имаме и други проблеми. Значи тука имаме и стереотипни движења, тука имаме хиперсензитивност на определени дразби, дали е тоа мирис, вкус, дали е одредени видови на храна само се јади, значи не се прифаќа текстурата на било која храна. Значи тука има сепак разлика во тоа. Исто така и начинот на кој што сака да комуницираат децава се забележува. Значи, бидејќи децата што се во спектар на аутизам, тие воспоставуваат контакт само кога сакат да ги задоволат своите потреби. За разлика од децава што се
или со, нели, што има проблемот што се јавил како резултат на екранизам или ако има некоја друга развојна дисгнозија, на пример, децата може не можат да кажат, значи можеби немат говор, меѓутоа на друг начин се обидуваат да воспостават со гестикулација, меѓутоа на друг начин се сакат да воспостават комуникација, нели, и да се вклучат во активноста што следува, што е во моментов. На кој начин работите со тие деца и колку време е потребно да се подобри состојбата? Зависи тоа индивидуално, од дете до дете, или пак генерално може да се каже дека треба повеќе кадар во тој дел како вас, за да има повеќе работа со децата, бидејќи рековме и бројот е зголемен. Да, за жал само јас сум специјален едукатор во Градинкиве, меѓутоа во работата со децава со развојни проблеми мора да се пристапи тимски. Значи мора еден мултидисциплинарен пристап да има и секој од свој аспект да работи на проблемот. Значи специјалниот едукатор да работи на психомоторика, логопедот да работи на говорот, доколку е потребно работа со физиотерапевт и сето тоа да го следи нели детскиот невропсихијатар. Значи дали е потребно дополнително некоја медикаментозна терапија. Меѓутоа, јас како специјален едукатор нели во Градинкиве можам еднаш неделно да работам со детево. Значи јас го земам индивидуално, работам реедукација на психомоторика и вежбите во склоп на тоа. Се случува да влезам и во група, значи кај што е детето, и да му укажам помош и поддршка на воспитувачите кај што е детето, нели? Меѓутоа на тој начин помалку број на деца можам да опфатам, значи не можам да влезам во повеќе групи денеска за да му дадам поддршка во работата, било на воспитувачот, било на детето. Да. Како реагираат родителите чии што деца имаат проблем? Ги воочуваат ли реално проблемите со кои што се соочува детето? Каква е соработката со нив? Напоменавте претходно пред да разговараме дека се остваруваат на редовна база родителските средби, но дали е тоа доволно или треба уште повеќе? Да, токму така, минатата недела имавме родителски средби, за истата проблематика говоревме и таму. Меѓутоа и тука имаме родители кои навистина го прифаќаат проблемот и реагираат веднаш. Значи, било да барат стручна помош нели од стручните работници во градинката и да ги следат советите доколку треба да се појде на некое дополнително исследување. Меѓутоа, за жал, имаме и група на родители кои се уште не можат да го прифатат проблемот, односно го негират проблемот. Значи, тие проблемот кај децата го гледат како нешто што е резултат на инает, значи може да каже тој се инаети, па затоа не сака да соработува, или пак кога сака тој тогаш ќе го направи нештото, или татко му прозборел на 4 или на 5 години, или мајка му вака правела и сега ние треба да чекаме 4 или 5 години за да почне да зборува. Значи тоа е погрешен пристап. Значи воопшто не треба да се чека кога забележуваме дека постои било какво отстапување во развојот кај децата. Значи кога најчесто се знае дека некој дете има проблем со психомоториката, со изразувањето, со нереални контакти што ги остварува со околината? Кога најчесто вие го добивате алармот, од родителите или пак од воспитувачите? Јас најчесто работам по укажување на воспитувачите. Значи, не можам да ги тестирам сите деца во градинкава, меѓутоа тие доколку забележат некакво отстапување, значи ме повикуваат за консултација, ме повикуваат нели на обсервација, некој извесен период да го обсервираме детето и да забележиме дали постојат тие некои симптоми. Значи тоа може да биде да не сака да воспостави било каква комуникација, значи не само говорна, туку и со гест, значи отсуствува било каква комуникација, може да се јават некои стереотипни движења, значи повторувачки, репетитивни однесувања, може да биде хипо или хиперсензитивно на дразби. Значи, ако е хиперсензитивно да запнува уши, или пак само да произведува звуци за да ги задоволи неговите потреби, може, како што веќе реков, да биде тоа осетливо на храна, значи јади само одреден вид на храна и воопшто не сака да вкуси друга храна, значи сето тоа се знаци, нели, се исклучува од групава, значи не сака да игра заедно со другите деца. Значи сето тоа се знаци што нели може да укажуваат на дека постои некаков проблем.
Како потоа вие како служба реагирате, односно вие сте сама во случајов? Да. Како реагирате и што со тоа дете, бидејќи тоа останува во групата? Да. Воспитувачите и наставничките се тие кои што имаат целосен надзор на тоа што се случува во таа група, а вие рековте само еднаш неделно можете да му пристапите и да работите со тие деца. Значи, најпрво барам соработка со родителите. Значи, вистински сакам да соработувам со родителите, да видам дали тие прво се свесни за проблемот кај детево и дали веќе имат нешто превземено. Значи, дали веќе имат појдено некаде, дали имат направено некакво испитување. Доколку родителите веќе го прифатиле проблемот, значи можеме заеднички да продолжиме во работата. Било јас како стручно лице да укажам на поедини работи, значи кои што треба да ги практикуваат и во домашни услови, било да ги пратам на дополнителни испитувања, значи доколку е потребно нештото да се направи. Меѓутоа, како што рековме, детето останува во групата, зависи од проблематиката, значи доколку лесно се адаптира и доколку проблемот е помал, значи може полесно да биде нели за сите, и за воспитувачите, и за негователите, и за врсниците, за прифаќањето на децата, меѓутоа имаме и потешки деца, што во некој случај потребно е да се ангажира дополнително персонал или дополнително човек за да може да одговори на неговите потреби, а без тоа да се наруши редот нели во групата. Без при тоа да смета на останатите деца во групата. Каде сме како град во однос на другите градови со овие проблеми со кои што се соочуваат децата од рана возраст? Дали Прилеп се издвојува, ако речеме, според бројот на деца кои што се во градинките наша иднина, споредбено со останатите градови, верувам дека нормално соработувате со вашите колеги? Да. Видете, дека имаме регистар на лица, немаме регистар на лица за да може да ги регистрираме, за жал, меѓутоа градинки, односно предучилишните установи, нели ги офаќаме децата на помала возраст. Значи, ние не можеме да очекуваме дека дете на 2, на 3 или на 4 години има диагноза и дека ние треба да се потприме на диагнозата да го регистрираме како случај. Ме разбирате, нели? Да. Значи, јас од родителите не барам диагноза за да почнам да работам со децата. Мене ми е битно да токму во овој период на раст и развој јас да го искористам за да делуваме стимулативно и да работиме. Во однос на другите градови, значи колку што можам да нели, да слушнам и да разберам од колегите мои, секаде е зголемен бројот на деца. Посебно па овие деца што во овие 2 години нели со коронава па и седеа дома, значи тоа се деца што навистина не направиле, не оствариле комуникација со врсници, не оствариле комуникација со други деца или пак времето да го поминуваат претежно надвор. Значи тоа се деца затворени, што растеле овие 2 години дома и што само или биле пред телевизор или пред телефон, за жал. За жал. Да. Може ли да се рече дека ситуацијата е алармантна и треба нешто да се преземе од централно ниво за да може да се пренесе во локалните заедници, бидејќи проблемот навистина е алармантен, не само во градинките, јас би рекла и во основните училишта е слично. Да, за жал да, таква е ситуацијата, повеќе од алармантна. Доколку вистински се согледа нели состојбата и проблемите што ги имаме, би требало да се вработат повеќе специјални едукатори, би требало да има повеќе обуки нели за воспитниот кадар. Значи сето тоа треба да биде нели од централно ниво, односно да се пристапи и да му овозможиме средина и услови за да ја правиме таа инклузија, односно да ги инклудираме децата во општествената средина. Кој би бил вашиот совет до родителите и оние кои што секако се најзадолжени да се грижат за своите најмили, еве во смисла на она што денеска го говориме и што е тема на оваа денешна емисија, а тоа е современото живење и дигитализацијата? Да. Значи, мој совет, мој апел до сите родители е да го поминуваат повеќе времето со своите деца. Значи, работата никогаш нема крај, обврските никогаш не престануваат, секогаш трчаме по екзистенција, меѓутоа времето поминато со децата, односно квалитетното време поминато со децата е пред се.
значи е пред се и затоа мораме да бидеме до нив, бидејќи тие нема да паметат дали е чиста куќата или дали мајка ми беше на работа, тие го паметат времето поминато со нив. И јас би додала што помалку мобилни телефони и компјутери. Тоа е задолжително. Тоа треба да се смени со движење, треба да се смени со играње, значи со прошетки, со возење, со посетување на паркови, значи тоа се сведува на време поминато со децата. Генерално би рекла дека во секој случај она што се одвива во реалниот свет, како што и сами рековте, а тоа е рекреација, спорт, прошетки, разговори, контакти со нивните врсници, запознавање и ширење на пријателство, се е она што е нормално и што беше нормално порано, што повеќе да се практикува, за да имаме здраво наследство, деца кои што ќе растат и ќе имаат среќно детство. Да, значи ние мораме да вложуваме во нашите деца, бидејќи тие се нашата иднина, значи тие се што имаме и мораме да вложуваме во нивната иднина. Мораме да му овозможиме да ги стекнуваат животните вештини. Значи не смееме презаштитнички да се однесуваме. Во смисла не можеш ти, мама, да и јас, чекај бабе, чекај тато, чекај мама, значи не може да ги удоволуваме нивните потреби на тој начин, односно да ја купуваме нивната љубов. Бидејќи децава мора да имат граница, нели? Во кои рамки би требало да се однесуваат, значи мора да има граници, односно мора да знаат што треба, а што не треба да прават. Имаме и коментари, односно прашања. Темата е интересна. Поздрав до стручното лице, но сакам да знам колку вие во градинката ја користите играта како замена за телевизијата или видео игрите. Значи, ние во градинкава не даваме телефони и таблети. Децата или имат насочена активност, или имат слободна игра. Значи, или доколку дозволуват временските услови, децата се надвор, значи со воспитувачите. Како и да е, играта, односно е основниот метод на работа во градинкиве. Да, телефони и таблети немат децата во градинка. Јасно. И уште едно прашање, како родителот да забележи, бидејќи ова е прашање од страна на родител, како родител, како да забележам дека моето дете има отстапување во развојот, како треба да знам и кои се знаците? Така, значи, видете, ние како стручни лица, значи, нели имаме посебни критериуми по кои што се раководиме и по кои работиме. Значи, треба да знаеме дека на 2 годишна возраст децата треба да знаат, не знам, 2-3 збора, на 3 годишна возраст да препознават неколку бои, на 4 години да формира реченица. Значи, тоа се некои критериуми што ние, нели, ги користиме, меѓутоа родителите можат да забележат. Ако навистина го следат развојот, можат да забележат. Веќе претходно спомнав дека тука се, значи, отсуство на комуникација. Во првите години отсуство на оние првични фази на говор, на гугање, на баблинг, на тие, значи, фази што претходат на развојот на говорот. Отсуство на пример на емоции. Значи, исто така, доколку детево не реагира на мајкава кога заминува, кога иди, значи покажува една рамнодушност, исто така е тоа знак дека нешто се случува со детево. Значи, тоа се сите, пак кажувам, значи стереотипни повторувачки активности, вртење во круг, леткања, значи проблеми со исхраната, тука се, значи, можда е исто така хипо или хиперсензитивно. Значи, меѓутоа тука мора да внимаваме и на тоа што ние како родители, за да си олесниме, знаеме до 4 години в количка да го возиме, до 4 години блендирана храна да даваме, меѓутоа не му правиме никаква услуга. Значи само правиме штета кај детето, бидејќи говорниот апарат мора да се развива како претходна фаза за да после следи, нели, говорот. Верувам дека оваа тема ќе предизвика уште повеќе интерес, а тоа е знак дека повторно ќе ни бидете гостинка во нашето студио. Слушателите и гледачите на оваа емисија верувам дека ќе имаат што да прашаат дополнително.
ние остануваме на ветувањето дека сме отворени и Да, секако. секогаш на теми кои што се и од вашата област, но и од областа како правилно да се грижиме и да ги воспитуваме нашите деца. И се надевам дека, барем ако не друго, родителите од ова денеска што го разговаравме, ќе разберат дека што помалку треба да им даваат на своите деца мобилни телефони, Да. таблети и други играчки кои што ги рековте, а се со цел малку да украдат за себе време, Да. а да не му посветат време на своето дете. Токму така. Јас би додала и друго. Давајте им топка на децата за да можат да го засакаат спортот и со Да. тоа да бидат и физички активни. Активни, Да. секако. Благодарам госпоѓа Ивановска за вашето присуство во оваа емисија и за вашите одговори кои што ќе бидат навистина слушнати, проследени до родителите и ќе има што да научат. Ми беше чест.